Поштовани гледачи, се враќаме од студиото на ТВ каналот ВИС и емисијата Виза Вис на програмата на ТВ каналот ВИС. Наш и ваш гостин е пратеникот од владеачката ВМРО ДПМН Славе Гошев. Втор дел од емисијата, господин Гошев, да одговориме на прашањата кои што пристигнаа во првиот дел од емисијата и да се навратиме на оние прашања кои што остана од првиот дел на емисијата. Започнуваме со прашањата во интерес на времето. Голем поздрав до пратеникот и нашиот сограѓанин. Ќе го молам за еден искрен одговор. Како е можно за толку краток период од пратеникот кандидат да ја зголеми својата телесна тежина? Па добро, тоа е од функцијата. Не, значи, навистина пратеничката функција е на функција телесната тежина ја имам 5 до 6 килограми покачено, ништо повеќе, меѓутоа тоа е благодарение на физичка неактивност. Значи, јас патувам секој ден Скопје Струмица, становеш са бајле, после туширање следува облекување, третото е влегување во кола, одење во Скопје, во собранието поради обврските кои што ги имаме, бидејќи сум дел нели од владеачко мнозинство, каде што мора да бидете присутни заради држање кворум, заради гласање, сте постојано, значи во еден затворен простор и постојано седите. После завршувањето на седниците, јас повторно влегувам во кола и 2 сати патувам во Струмица. И она кое што го практикував, може би не го кажам во почетокот на емисијата, она што ми фали, е, например, оние редовни вечерни прошетки кои што ги имав низ Струмица, затоа што сега практично и немам време. Немам време и меѓутоа сега летото е убав период за можеби малце и да ја намалиме телесната тежина. Пропагиравте дека за легализација на бесправно изградените објекти ќе се плаќа по 1 евро од метар квадратен, а сега ми пресметуваат во рок од 10 дена да платам по 25 евра на метар квадратен. Не знам на што се однесува, сам меѓутоа сакам да одговорам на гледачите дека пресметката го прави Оделението за урбанизам во Струмица, кое што е под локалната самоуправа. Зошто е тоа така? Не знам сега, да не шпекулираме, дали е и така сега. Пропагиравте дека за легализација на бесправно, не лично вие, него како влада, бесправно изградените објекти ќе се... Да, меѓутоа легализацијата ја вршат општините, сега конкретно во општина Струмица, јас немам ни увид како оди процесот на легализација, бидејќи знаете дека таму и началникот се раководителот се под ингеренција на господинот Зоран Заев како градоначалник, така да не сакам да шпекулирам работи за кои што не сум запознат. Патот од Раборци до Попчево, кога? Кратко и јасно. Да, значи, вие за да стигнете во Струмица имате во територијата на општина Струмица имате 5-6 патни правци. Едниот е Куклич Банско кој е готов, едниот е Струмица Валандово кој е готов, останате се многу малце, едно 300 до 400 метри, на кога одите од Струмица спрема Валандово, кога се симнувате од Валандовско брдо, тоа треба само да се изгребе, намерно е така оставено, заради безбедносни причини. Патот спрема Радовиш веќе го кажав, патот Ангелци Велиса е практично готов, остана уште 2 предмети за околу експропријација од страната на Велиса, така да мислам дека ако веќе не се решени, така да тоа е готов патен правец. И остануваат навистина, да, 2 патни правци кои што им е потребна целосна реконструкција. Едниот е Раборци Попчево и спрема Рич, да не забораваме, и едниот патен правец исто така е од Струмица преку Баница, Водоча до Велес. И тоа сакам да ве прашам. Сега, видите, значи минатата година знам дека имаше одредени активности, беа влезени во програмата на Македонија пат, имаше мали зафати околу реконструкција на таквите патни правци. Меѓутоа и финансиската ситуација на Македонија пат не е далеко од розова. Се направи тоа што се направи, меѓутоа не доволно. Мислам дека овие 2 патни правци ќе не бидат приоритет за наредниот период да влезат дали во програмата на Македонија пат, дали преку Агенцијата за државни патишта, бидејќи ќе останат уште тие 2 правци за комплетна реконструкција на сите патни правци на територија на општина Струмица. Поздрав од првата група на апсолвенти во Струмица, подршка за образовната политика која досега се водеше. Благодарам, мене ми е, значи, овде сакам да кажам дека овој проект на владата на Република Македонија за отварање на дисперзирани студии се повеќе гледам па и од првите луѓе на општината и овде во вашата емисија од страна на Социјалдемократскиот сојуз се критикува. Меѓутоа, кога ја видов некне на вашата телевизија или не знам каде беше снимката од првата апсолвентска вечер во ресторанот Студио 1, јас навистина бев радосен. Благодарение на овој потек, многу луѓе
кои што во минатото од X причини, социјални, економски и така натаму, не можеле да се го довршат образованието, сега и на постари години или помлади, не е важно, успеаат да го завршат тоа. Затоа што на времето на одредена елитистичка класа не ја одговараше да има учени луѓе. И тоа како проект на владата на ВМРО ДПМН јас го поддржавам до крај, а дали социјалдемократскиот сојуз ќе го напаѓа овој проект, ќе го омаловажува и така натаму е нивни проблем. Граѓаните нека си пресудат сами. Прашање од гледач од Секирник. Дали видовте како вашата колешка од Кочани се бораше за субвенциите од нивниот крај и ги добија уште во март? Ги искористија рационално и наменски. Што направивте вие за земјоделците во Струмица, освен што се фалите дека 65% од субвенциите се исплатени, а другите во јуни? Да, точно 65% се исплатени, а тоа се вкупно 820.000 од 3 милиони. Не, значи прво не се 3 милиони, се многу повеќе кои што треба да го... така е запишено, што ќе се субвенциите во јуни? Не, значи, видете се, субвенциите се дават законски. Значи, законскиот рок за исплата на субвенција е 30 јуни, крајниот законски рок е 30 јуни наредната година. Значи, субвенциите за 2011 година се исплаќаат во 2012 година, максимален рок е 30 јуни. Зошто доста субвенциите, јас одговорив и претходно. Затоа што 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт, наследи субвенција од 5 милиони евра. Толку прв пат владата на СДСМ даде 5 милиони евра во 2006 година. Сега субвенциите дојде до 115-130 милиони евра. Тоа е огромна сума на пари. Тоа треба да се исконтролира. Што сум направил јас како пратеник од Струмичкиот регион, еве ќе ви кажем конкретно. Значи, минатата година, затоа што имавме катастрофа со доматите, на барање на мене и на колегата Ромео Тренов, беа доделени уште плюс дополнителни 2 денари за доматите. Ама што се случи? Значи се случи одредени луѓе да ја искористат таа шанса и да ја изманипулираат државата. Да пишуваат приноси кои што не се нормални. Не само заради нив, или заради пример имавме, можеби сите се сеќаваат еве и гледачите на примерот со Танушевци, каде што село со 100 жители пријавуваат 10.000 крави. Таквите работи се случуваат затоа што мерките врз основа на кои се исплаќаат субвенциите и сумата на пари е многу поголема. И затоа владата реши и оваа година имаме околу 30 нови вработувања во Агенцијата за поддршка на развој на земјоделието во Скопје, од причини што веќе почна построга контрола околу пријавите кои што ги доставуваат самите земјоделци. Меѓутоа, пак ќе повторам по трет пат, бидејќи до 1 април полето ни беше под снег, практично не можеше да се изврши контрол. Еве денеска знам дека има луѓе од агенцијата кои што вршат контрола низ одредени струмички селја. Така да, сето тоа треба се исконтролира, не посака временските услови, меѓутоа мораме ние како држава во интерес наш и на гледачот кој што го поставил ова прашање, овие навистина средства да одат кај вистинските земјоделци, а не кај манипулаторите. И во првиот дел разговаравме на оваа тема. Во зависност од контролата кој што ја прави Агенцијата за финансиска поддршка. Исто така заборев да кажам, пошто го бидејќи го спомна Оризот, значи субвенциите се исплаќаат врз основа на мерки и одредена динамика. Значи тутун, ориз, грозие, рано градинарство, пластеници и така натаму пасеж, значи секоја мерка си има одреден приоритет. Во зависност од таа контрол од Агенцијата за финансиска поддршка, можно ли е пробивање на тој рок од 30 јуни, господине Гошев? Не. Значи, така е ветено од страна и на Агенцијата, на Министерството, дека рокот ќе се испочитува. Сега, во меѓувреме, меѓутоа во меѓувреме сите оние кои што ќе бидат фатени дека дале лажни податоци, прво нема да добијат субвенции, второ немаат право во наредните 3 години да аплицираат за субвенции. Кога ќе почне со реконструкција патот кон Велјуса? Да, тоа го реков и во Струмица. одговор. Велјуса. Иначе оној Ангелци Велјуса е практично готов, еден многу убав пат, еден пат кој што ќе спои две општини, мислам дека во меѓувреме се решени двата проблеми околу експроприацијата на земјиштето и нема причина зашто да не заврши. Старата Струмичка чаршија речи си мртва. Дали е тоа резултат од кризата или е нешто друго? Значи, на оваа тема околу старата Струмичка чаршија ние сме зборувале практично во секоја моја емисија. Ние не можеме да
избегнеме од фактот дека е криза. Значи, криза не е само во Македонија, видите, вие државите околу нас, значи една Грција банкротира, Хрватска ги покачува даноците, Србија има девалвација на динарот и покачување на даноците и така натаму. Меѓутоа, старата Струмичка чаршија почна да пропаѓа после отварањето на Глобал. Зошто? Затоа што ние како Струмица немаме капацитет за толку трговски објекти. Нормално, Глобал е нов објект кој што е помодерен, атрактивен и така натаму и сите дукјанџи или кои што има таму бутици под кирија се префрлија во Глобал. На старата чаршија остана претежно луѓето кои што има сопствени дуќани. И сега се поделија и мишториите, избега дел од трговците кои што работеа на старата Струмичка чаршија, отидоа во новиот трговски центар и практично ниту новиот трговски центар сега работи. Вие качете се слободно на вториот спрат, ќе видите дека таму е сосема празен, има игротека за деца. Значи нема ниту еден дуќан, или ако има се нешто канцелари, ама и старата Струмичка чаршија замре, а баш като тоа што 8 години на вистина општина Струмица ништо не направи за старата Струмичка чаршија, освен поставување на 5 клупи и 4 канти за ѓубре. Зошто само синовите на претеничката Иванова и Орцев градат тротоари, зошто извадените и употребливи плочки не ги вградуваат таму каде што треба во некое населено место? Јас предлагам ова прашање да го зачувате или на гледачот да му го постави на градоначалникот Заев. Така. Власта ќе назначи нов директор во Центарот за јавно здравје во Струмица. Веќе 1 месец нема директор и се плашат вработените дека нема да земаат плата. Патем, добро решение со смената на претходниот директор. Па добро, еве ќе тргнам од вториот дел на ова прашање, значи смените или новиот бран кој што го најави владата на ВМРО ДПМН е врз основа на анкети кои што се спроведува меѓу граѓаните. Не одлучував ни јас, ни Зоран Пакетов, некој во општинското раководство. А кога ќе се назначи, мислам дека сега е потребно да се назначат ВД директори, затоа што и во најавата на самиот бран ние рековме дека ќе се објават огласи на кои што ќе може да аплицираат луѓе кои што се мислат дека се способни за да ги водат институции без разлика дали се членови или симпатизери на ВМРО ДПМН и така натаму. Мислам дека не знам сега докаде стигнат ситуацијата околу ВД директор, нема потреба да се плашат, луѓето ќе си земат плата, истата тензија ја имаше и во општата болница, па знаете дека советничката од Социјалдемократскиот сојуз излегуваше на прес, па се реши за 2 дена, така да веројатно ќе се реши ова во најскоро време, меѓутоа потоа ќе следува конкурс на кој еве и јас како пратеник на ВМРО ДПМН ги охрабрувам сите луѓе без разлика на нивната возраст, ако ги исполнуваат условите во конкурсот, што се подразбира работно искуство, образование и така натаму, да аплицираат на тие конкурски, бидејќи на вистина ќе бидат одберени најквалитетните кандидати. Колку директори и началници ги опфати бранот до сега? Па до сега значи имаме 6. Значи 6 институции, тоа е катастар, имотно правник, каде што до тогашниот раководител отиде на повисока функција, бидејќи видите, тоа го реков и за господинот Љупче Ѓоргиевски. Бранот не значише само смена на луѓето. Значише и префрлување од една во друга институција. Таков е случајот и кај нас, например, со господинот Чорлинов во имотно-правни односи, кој што сега има една доста висока функција, тоа е директор на комисијата, председател на комисијата за заштита на конкуренција, кој што е доста значајна функција. Значи тука се општа болница, центар за јавно здравје, шумското предпријатие и јавното предпријатие за стопанесување со стамбени деловен простор. Ким уште? Не знам. Поздрав до гостинот и до водителот. Што направивте вие за Струмица? Зошто не донесовте и во Струмица двокатни автобуси, не направивте некој споменик, театар и музеј, кога ова се е изградено од наши пари од граѓаните на Струмица? Тоа го одговори во првиот дел на емисијата, ама исто така реков дека веќе во ноември ќе имаме и конкретно изградба на стариот Струмички театар, а околу спомениците ние како централна власт немаме надлежности во изградбата на споменици. Тоа си е локалната самоуправа, патем и локалната самоуправа на новиот плоштад. Има неколку споменици кои што се изградени заедно со новиот плоштад. Поздрав од Словенија, од тетка му и тетин му, има голема поддршка. Благодарам. Поздрав од тетка Домка, браво Славе, само продолжи така. Благодарам. Кога ќе биде реновиран Дом на култура, голема сала? Прашање. Значи, мислам дека
во Домот на културата имаше одредено реновирање на столиците и така натаму. Што треба да се реновира во големата сала, навистина не сум запознаен, бидејќи конкретно од страна на директорот немаме некое барање, затоа што сум во директен контакт со Министерката за култура практично на недела-две, затоа што го пратиме оној акционен план околу изградбата на стариот Струмички театар, така да немам нешто конкретно како проект, не знам гледачот на што конкретно мисли да се реновира. Кога ќе биде реновиран Дом на култура голема сала? Мислам дека е во добра состојба. Гледачот Старо Коњарево, зошто гласаше за ребаланс на буџет да се намали од сите министерства, а да се наполни Министерството за култура? Прво не е точно. Ова не е точно, затоа што средствата беа кратени равномерно, практично од сите министерства, и она што е најважно со овој ребаланс на буџетот, јас гласав да, тоа не е ништо спорно за ребаланс. Она што мене ми беше најважно е проектите за Струмица не се скратени. Прва работа, втора работа, со ребалансот на буџетот им соопштувам на сите вработени во јавната администрација, на сите социјални случаеви, на сите пензионери дека нема да има кратење, иако тоа беше барање од Социјалдемократскиот сојуз преку нивен еден пратеник, ако веќе се крати, да се скрати секаде, па вклучително и платите на администрација, и пензионерите, и пензиите и така натаму. Значи нема да има тука никакво кратење. Исто така, во оние капитални проекти, кои што се градат не само во Струмица, воопшто зборувам на територија на Република Македонија, бидејќи буџет не се носи само за општина Струмица, централен буџет, а оние проекти кои што имаат одредени реални проблеми околу нивната реализација, ќе бидат малце одолжени, значи за наредната фискална година, меѓутоа кратење некакво по-рестриктивно нема. Што сега кога сме овде веќе околу буџетот, значи сакам да кажам дека реално ситуацијата е лоша. Во смисол на економската ситуација во целиот свет. Значи прво имавме 2009 година на светска економска криза која што тргна од Америка и го фати целиот свет. Сега имаме оваа должничка криза која што е во европската зона. Ние, Македонија како економија не може да биде изолирана затоа што е премногу мала и извозно ориентирана. И каде е таа реална криза, например, еве да им објаснам на гледачите. Значи ако имаме ние една текстилна фабрика која што работи за одреден германски купувач. И зошто кај нас кризата доаѓа малце покасно. Кога ги прават нарачките за декември, во јуни, се уште нема криза. И затоа нашите фирми, например, до декември си работат со полн капацитет. Ама во меѓувреме дошла кризата во Германија, дошла во Франција и така натаму. Веќе нарачките за наредниот јуни се помали. И затоа кај нас со одреден временски период доцни таа криза. Затоа ја осеќаме малце подозро, затоа што ние сме мала економија. И ние ниту сме причината за излез од таа криза, меѓутоа не сме ни причина за влез во таа криза. Тоа е либералната економија, таква се е поврзано едно со друго. Меѓутоа јас треба пак од друга страна да кажам дека ние добро се справуваме со криза. Значи како се гледа дали ви е добро или лошо менаџирате со кризата. Значи ние досега немаме покачување на ниту еден единствен данок. А свесни бевме дека минатата недела членките на Европската унија има конференција на која што имаше предлози за покачување на данокот на додадена вредност, кој што е основен данок најрашироко распоред од 18 на 25%. И веќе во Хрватска имаме дел од стоки на кои што данокот е покачен. Имаме девалвација во одредени држави, како што е Србија, имаме банкротирање во Грција. Сега, фала му на Бога, ние се уште имаме стабилен финансиски систем. Пред известен период, знам дека од УЈП кажа дека оди тешко на платата на даноците. Па, добро, затоа е криза. И да нема покачување и на овие стапки тешко оди на платата, камоли на ново покачување. Па затоа јас велам дека е криза, иначе ако не е криза, нема да имат потешкоти, ќе си работи нормално стопанството, си плаќа данок, си има наплата на ДДВ и така натаму. Затоа е и криза. И затоа да и тешко полнењето на буџетот. Заради кризата се задолжува Македонија, мислам дека 115 или колку беа последното 250 милиони се кредит од Светска банка или од... Па дел и заради кризата, точно, и заради довршување на одредени проекти. Што мисли господинот Гошев за земјоделците сега кога се оставени на цедило? Зошто нема субвенции? Значи, јас мислам дека земјоделците никогаш, поготово од ВМРО ДПМНЕ, не бели оставени на цедило. Ние сме тука, постојано и на терен меѓу нив.
ситуацијата е таква каква што е, меѓутоа и земјоделците не треба да се секираат и со ребалансот на буџетот, субвенциите, висината на субвенции си остане иста и ќе си ги добиат. Што ќе кажете за тоа што имате дивоградба и не сакате да платите на општината? А. Иванов. Па сега, значи, ова е исто така една манипулација која што произлезе од една пресконференција која што ја држеше господинот Маријан Даскаловски од страна на СДСМ дека јас сум имал дивоградба и не сум сакал да платам. Значи, законот за легализација на диво изградени објекти се донесе од причина што половина Македонија е во дивоградба. Вие заврши рокот за поднесување на апликации, имаше 350.000 апликации. Јас сум еден од тие дивоградби. Меѓутоа, за да им појаснам на гледачите, бидејќи гледам дека ова се злоупотребува, ние сме мал град, сите знаат кај живее Славе Гошев и кој е таа куќа. Таа куќа е од мојот прадедо, купен од Турчин. Таму живеел мојот дедо, таму живеел мојот татко, мојот чичко, живеам јас сега со мојата фамилија. Која генерација, како имала средства, така надоградувала. Јас додека пред 5 години не почина мојот татко и не одевме во суд за да имаме нели префрлување на имотот од негово на мој име, јас не ни знаев дека терасата која што сега е мој дневен простор била дивоградба. Затоа што можеби не ме интересирал. Тоа е тоа. Значи јас не сум направил, тоа се работи за тераса која што е сега претворена во соба. За која што патем да кажам дека уредно сум се поднел документи до одделението за урбанизам во рок кој што го предвидува, нели, кој што го предвидуваше законот, добив известување од страна на тука одделението дека документите се прифатени, меѓутоа бидејќи немам елаборат од страна од моја страна доставено, се замрзнува процесот на легализација и ќе продолжи моментот кој ќе достава. Тоа се даваше одговор на сите, бидејќи имаше малку куќи кои што вршеа, нели, ги изработуваат тие елаборати. Сега еве и за гледачот и за господинот Маријан Даскалос, бидејќи јас тоа не го форсирав, а и во приватен разговор со градоначалникот Заев, кој што ми рече дека и тој имал дивоградби и господинот Панчорцев, има и Васил Пишев, веројатно имаат 9000 луѓе кои што поднеле барање за легализација во Струмица. Во приватен разговор ми рече дека прво ќе се решаваат проблемите на стопанските предпријатија, затоа што на нив им треба имотниот лист за да го задолжат имотот за кредит и така натаму, а потоа на приватните лица. Од тие причини јас него не фаворизирав, меѓутоа еве да не се секира господинот Даскаловски и гледачот, Славе Гошев во понеделникот си го поднесе елаборатот. Имаме рок, не знам сега да излезе комисија на терен да го провери, кој ќе си добија решение од рок на 10 дена, предпоставувам во вредност на 1 евро квадрат ќе си го платам, затоа што си го платив и решението за данок на имот кој што дојде пред една недела, иако имам рок до нова година. Така да не сакам јас да видам причината за неполнењето на општинскиот буџет. Откако станавте пратеник, активно се вклучивте и во спортот, односно станавте преседател на ракометниот клуб Зумимак М Струмица. Токму откако станавте преседател или ова полусезона, по 10 години пауза, мислам, струмишкиот ракомет се враќа во елитата. Да. Веднаш по оној пласман во елитата, односно во Суперлигата, вие амбициозно најавивте на наше прашање дека до година струмишкиот ракомет го гледате во врвот. Да. Останувате на овој став? Апсолутно, да. Значи јас не ги менам туку така ставовите од ден за ден. Значи влегувањето воопшто во спортот, значи не сум јас само моментално во Зумимак М Струмица сум председател, иначе помагам на повеќе спортски клубови. Беше дел од моите предизборни ветувања. Значи јас имав во текот на предизборната кампања 2 средби со работни средби со спортски работници и активни спортисти од Струмица, затоа што како поранешен активен спортист мислам дека струмичкиот спорт го допре дното. И дека мора нешто да се превземе. Ама не може некој да дојде од страна, туку треба ние сами да си потекнеме иницијатива. Треба јас, градоначалникот, другите мои колеги кои што имаме одредени функции и авторитет за да излобираме одредени финансиски средства кај приватните стопанственици, да се вклучиме активно во одредени тимови, како би можеле да го вратиме сејајот на струмичкиот спорт. Јас и во вашата
изјава после тоа и на пресконференцијата, например, го поздравив јавно господинот Заев и му ја честитав не само на него, туку на сите струмичани, бидејќи тоа не е негова титула, како што не е мој ни влезот на Зови Мак, туку е на сите струмичани, титулата во одбојкарскиот шампионат. И така треба да биде. Исто така јас се зафатив во ракометот. Дај Боже некој трет да се зафати во кошарката. Четврт во фудбалот, ние во недела ќе имаме кај да одиме и ние да ги однесеме и нашите деца. Покрај тоа, со популаризацијата на првите тимови, вие по автоматизам тоа психолошки влијае на младите генерации. Еве ви класичен пример. После освојувањето на шампионската титула на Струмица во кошарка, се отворија 6 до 7 школи за кошарка. Дај Боже нека ги има и повеќе. Истото да биде и во ракометот, истото да биде и во фудбалот. Тоа го правиме затоа што јас чувствувам општествена одговорност. Затоа што не е мојата функција само да одам во Скопје и да земам плата. Мојата функција има и општествена одговорност. Дел од таа општествена одговорност можеби најдобро се манифестира во ракометот. И во кошарката, и во фудбалот, воопшто во спортот, или во културата. Сега зависно со кој какви си има амбиции. И затоа јас влегов овде и влегов амбициозно. На полусезоната бевме 8 место, успеавме на крајот да немаме ниту еден пораз, да го победиме и Кавадарци во бараџот и да влеземе во Суперлига. Сега повторно стартуваме амбициозно, значи веќе сме во преговори со неколку играчи кои што ќе бидат како заселување, ќе бидете благовремено нели известени. Дел од стариот играчки кадар исто така останува, најголемиот дел од оние играчи кои што беа од страна. Значи ќе имаме еден респектабилен состав кој што нема да се посрамоти ниту против Вардар, ниту против Металург, кој што се пак гиганти, нели во овој спорт и со кој што ние нормално ниту имаме буџет, ниту имаме амбиции да се мериме. Меѓутоа сакам да ви кажам дека 4 екипи излегуваат на европската сцена во ракометот, па покрај тие две јас секако го гледам Зови Мак во оние останати две места кои што носат излез во ракометот. Така да сакам да кажам дека ние нашата функција треба да ја искористиме максимално и во таа насока. Ние секојдневно, и јас, и градоначалникот, верувам дека е така, значи не собирам овде политички поени на вакви теми. Секако му се јавуваат, му доаѓаат луѓе кои што бараат социјална помош, бараат превоз до болница во Скопје, бараат одредени врски за да може побрзо да бидат примени на некој преглед во Скопје. Бараат секакви значи потреби кои што ги има еден обичен човек. Нашата функција е да помагаме на луѓето. И верувајте, сите овие напори кои што ги правиме, сите овие, да кажеме, времиња кои што ги трошиме, нема да зажалиме во ниту еден момент кога ќе видите еден човек на кој што сте му завршили одредена работа, кој ќе ви се заблагодари. Тоа е богатството кое што не се купува со пари. И јас затоа и ќе продолжам да инвестирам во спортот, ќе продолжам да помагам на сите клубови од кои што тоа од мене ќе го побараат. Меѓутоа апелирам општината малце поактивно да се вклучи, затоа што 7 милиони денари за општина како Струмица се премалку за спортот, затоа што стопанството ни е во криза, за ова дискутиравме по големиот дел од емисијата и мислам дека ако може да се одвојуваат средства за различни нели стапки, мислам дека средствата за спорт се навистина премалку. Јас еве како ракометен клуб Зови Мак како председател добивме 200.000 денари субвенција од општината. 200.000 денари е една месечна плата. Меѓутоа имав разговори со градоначалникот, бидејќи од 1 август стартува законот за спорт. Тоа сакам да ве прашам. Значи има ќе се регистрирате вие како акционерско друштво? Како акционерско друштво. Ќе останете со па сега проблеми во обезбедувањето на средствата, а овој закон имаме имплементација. Имаме измени, значи сакам да ви кажам дека пред 2 недели донесовме измени на законот за спорт во собранието, со кои што оние обврски што беа околу 20 професионални тренери, медицинско лице и така натаму, кои што носе одреден дополнителен финансиски товар, ги пролонгиравме за 5 години. Сега единствен дополнителен финансиски товар е 50% од регистрираните играчи да имат професионален договор. Меѓутоа пак од друга страна тоа е исто како да сте работодавач. Овие луѓе играат професионално спорт и треба и тие кои ќе остарат и престанат да играат спорт да земаат одредена пензија и затоа мислам дека тоа не е товар, туку треба веќе кога се прави финансиската конструкција
да си пресметаме дека освен плата на тие луѓе треба да им платиме и пензиско и здравствено осигурување, затоа што се спортисти, се повредуваат и така натаму, не дај Боже. Сега како ќе оди тоа до крај нешто, дали сакавте да кажете дека разговаратте со Заев на оваа тема? Да. Значи, што разговаравме со господинот Заев како градоначалник, јас како пратеник, меѓутоа воопшто не си персиравме со функциите, туку како луѓе индиректно инволвирани за спортот и навистина мојот еден час исклучиво за спорт без ниту една кавга. Ако обрневме на политика, сигурно ќе беше лошо. Значи разговаравме за спортот во смисол дека оние екипни спортови кои што се надпреваруваат во прва лига мора да бидат субвенционирани дополнително од општината, затоа што врз основа на законот ќе имаат и дополнителни трошоци. Значи овој закон исто така заборавив да кажам важи за фудбал, ракомет, кошарка и одбојка. Прва лига? Само прва лига. Ама ние имаме прволигаши. Значи сега и го имаме и Милениум, го имаме Зомима како прволигаш во ракомет и го имаме одбојкарскиот клуб Струмица. И дај Боже ако се оствари ова фузирањето на Хоризонт со Беласица, ќе имаме и прволигаш во фудбал. Значи нашите обврски сега се дополнително поголеми во однос на клубовите кои што се надпреваруваат, а кои што делат со нас исколач. Тоа не може да биде така. Јас се разбирам општината, дека тие се залагаат за омасовување на спортот и дека треба да помогнат на секој. И тоа е во ред, на никого не треба да се скрати. Меѓутоа, ние не можеме да имаме врвен спорт без екипи во елитните надпреварувања и да се надеваме на нешто. Меѓутоа, кога веќе имаме субвенциите кои што општината ги дава, така и верувајте секаде во Македонија. Само пример земете го Штип, кој што има помал буџет од Струмица, одвојува 20 милиони денари за спорт, од кои 12 на Брегалница Штип. Затоа што нели фудбалот е екстремно скап. Ама еве на ракометниот клуб Текстилец кој што се надпреваруваше во нашата лига, му одвојува 1.200.000 денари годишно, а ние добиваме 200.000 годишно. Значи, тие работи мислам дека се договоривме, мислам дека со ребалансот на буџетот ќе бидат исправени. Така, завршуваме со оваа емисија малку спортски, иако бевте повикан како пратеник од ВМРО ДПМН. Гошеф, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Јас ви благодарам и представува задоволство што завршивме спортски и се надевам дека ќе се видиме во некоја емисија која што ќе се однесува исклучиво на спортот. Така. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следите. Това беше уште едно издание на емисијата Визавис на програмата на нашата телевизија. Наши ваш гостин во изминативе минути беше пратеникот од владеачката партија Славе Гошев.